фати се и ти да работиш. Цел ден седиш и читаш, се занимаваш со глупости. Не се глупости. Мама, ова е аритметика. Аритметика, граматика, сето тоа за мене се глупости. Ей! Така разпалил. Чекай малку. И наеднаш морето и небото се споија. Леко дувна еден силен ветер. Само пишти и не турка. Чамецот ни го турка кон средината на морето, кон океанот. И вела, Мишо, држи ги веслата обо, стегни ги, веслај. Ама бадијала, тој весла намо. Праноите не тера, натаму не тука. Тоа страшно. И реков, готови сме, оти почна вода да си полни чамецот. Ние фрламе вода, па пак се полни. Веќе до големици бевме во вода. И велам, гото, ќе потониме. И почнав да се крстам, велам, ајде, со преците ќе си се видам. И кога наеднаш пред нас, ужас! Што? Огромна санта мраз доаѓа на кај нас. И бранот кој ќе не потфати, вака ќе не турне малку, ќе не врат. И кој наеднаш не потфати, кој рече не фрла, кој летнавме, замижав и се прекраснив и реков готови сме. И наеднаш слушам. Дорам! Темница. Тресок. И тишина. Чамецот на врвот на сантата застана. А ние внатре, живи и здрави. И на 10 метри пред нас, две фоки ги гледам. Така под мустак ни се смеят, така и брат. Што? Васили и Претера? Не. Како да ти верувам дека така било? И како не? Па имам и сведок. Имаш. Миша, така ли беше? Молам. Така беше она за... Да, тато, од збор до збор, се што кажа се ви сте. Те гледаш? Што сакаш да кажеш? Оти и Миша бил там. И како не беше? Тој. Тухацко те... Не, воопшто не се исплаши тој Не од се тоа. исплаши? Не. Тој си излезе полека од чамецот и си ја отвори. Ете ова книга, гледаш ова книга. Сега што ја чита, баш таа беше. И почна да си чита. Детето гајле си нема. Ајде, ајде. Исто. Мој Васили, слушај, до половина да ти верувам и така. Ама од другата половина не ти верувам. Да тука ми доа. Имам и сведоци, бе. Кој? Јас и Миша. Па нели сме живи и здрави, значи сме се спасиле. Ајде за тоа на здравје. Ајде. На здравје. Ајде. Не може ова вака. Ти цел ден седиш и ги отплеткуваш и ги заплеткуваш тие конци. Син ти цел ден чита, а јас само рмбам како мазга. Или тој нека се фати за работа, или јас ке си одам. Така да знаеш, ке си одам! Што е тоа што го читаш, Миша? Аритметика, тато. Аритметика. Не треба за пребројување на рибите ниту аритметика, ниту граматика, ниту геометрија. Тато, немој да се лутиш. Фаќањето риби не е за мене. Јас не можам да се помирам цел живот само тоа да го правам. Мене повеќе ме интересира науката. Сакам да учам, да читам, да пишувам. Татко, би бил најсреќен човек ако ми дозволиш да одам во Москва и да се школувам. Сакаш во Москва да се школуваш? Да. А знаеш ли колку чини тоа, Миша? А ние сме сиромашни, немаме пари. Во Москва ќе најдам работа. Ќе работам и ќе учам.
Така сакаш. Да. Тогаш оди. Благодарам, татко. Патот до Москва беше напорен. Патував месец и половина. Кога стигнав, бев толку преморен да едвам се држев на нозете. Но од радост што влегов во тој град заборавив на сите маки. Уште првиот ден со помош на нашиот земјак Тимофеј Петров ја продадов робата и појдов во државниот лицеј за да се запишам. Појдов кај ректорот, но тој грубо ме одби велејки дека во лицеот примаат само деца на дворјани. Не губев надеж и појдов во Словенско-грчката латинската академија. Јас сум Михаил Ломоносов. Доаѓам од Холмогор. Мојот татко е гроф, дворјанин. Па би сакал да учам на вашата академија. Дали има место за мене? За син на гроф, кај нас секогаш има место. Животот на академијата не беше лесен. Професорите беа многу строги. Татко ми не праќаше пари и бев често гладен. Но желбата за учење беше посилна од се. На втората година од школувањето добив награда како најдобар студент по латински, руски и математика. Бидејќи наградата беше парична, можев да го продолжам школувањето. Да, Добар ден, сте ме барале, господине ректор. да. Повели седни ме. Благодарам. Те повикав зашто на повидок е голем скандал. Добив писмо, анонимно писмо, во което оптужуваат за лажно представување. Кога те примивме на академијата, ти изјави дека татко ти е гроф. А во писмото вела дека татко ти е селанец или рибар. Точно е, господине. Татко ми е еден обичен рибар. Но се прашувам дали е тоа најважно. Дали дворјаните секогаш мораат да бидат подобри од нас само заради тоа што се дворјани? Еве, например, јас докажав дека секоја година сум најдобар студент. Ве молам, господине ректоре, кажете ми дали тоа не е најважно? Точно, пријателе мој. Тоа е најважното. Но денес добив уште едно писмо. Ова не е анонимно. Го испрати ректорот на Петербуршката академија. Ќе ти прочитам само дел од писмово. Се надевам дека вие знаете за обединувањето на Петербуршкиот универзитет и Петербуршката академија на науките. Од сега проблемите од науката и образованието ќе ги решаваме заедно. Исто така решено е да се изберат најспособните и најталентираните студенти од цела Русија и да се примат на новиот универзитет за понатамошно школување. Доколку кај вас има такви, ќе ни биде чест да ги примиме во нашиот универзитет. Да ти испратиме тебе, Ломоносов. Што мислиш ти? Мене? Господине ректоре, вие сте навистина многу добар човек и многу ми помогнавте во животот. Ти, Ломоносов, докажа дека си вреден, способен и дека ја сакаш науката. Верувам дека еден ден ќе бидеш голем научник. Ви благодарам како на татко.
Универзитетот во Петербург останав само една година. Есенте 1836 година, Академијата на науките организира студентски престој во Германија за изучување на хемиската металургија. Во група од тројца најдобри студенти ми избра и мене. Отпатувавме во Хамбург. Таму, за прв пат се запознав со најновата теорија на физика и хемија. Да, имав среќа да ги слушам предавањата кај еден од најголемите светски научници, Христијан Волф. Од него многу научив. Тоа беше нов период во мојот живот. Многу значаен. Значаен и по тоа што еден ден во Хамбург, во градскиот парк, сосема случајно се запознав со мојата идна сопруга Елисавета. После неколку месеци од таа наша прва средба ние се венчавме. А после 3 години од како заврши мојот студиски престој се вративме во Петербург. Мене веднаш ме примија како професор по физика на универзитетот. Михаил, што те мачи? Денес имам тежок состанок во Академијата на науките, затоа сум загрижен. Повторно Шумахер. Повторно ме прогонува. Но јас не сум од оние луѓе што лесно се предават. Зашто постојано ги влошуваш односите со Шумахер? Па, тој ви е ректор. Значи, твој предпоставен. Не можеш ти тоа да го разбереш. Тогаш објасни ми. Академијата на науките е поделена на два табора. Во едниот се професори странци кои ги поддржува Шумахер, а во другиот една помала група руски професори. Странците не ги признаваат руските професори никако кадар, никако научници. Не сакат да ги изгубат своите позиции и затоа не ни дозволуваат да работиме. Особено после излегувањето на мојата книга Елементи во математичката хемија, јас сум им трн во окото. Барав да се оформи лабораторија за да можам да продолжам со анализата на рудите, минералите и солите. Шумахер не ми дозволува. Сепак состанокот денес ќе биде жесток. Повторно доцните, господине Ломоносов. Забелешката не ви е уместна, господин Шумахер. Во ред, да почнеме со состанокот. Кој бара збор? Ломоносов, повелете. Благодарам. Пред да преидам кон суштината на проблемот за кој сакам да зборувам, господа, би навратил на некои констатации изнесени во трудот Елементи на математичката хемија. Значи, телата се составени од молекули, а пак молекулите од друга страна имат извесен број елементи. Молекулите, ако се составени од еднаков број на елементи и распоредени во една низа, тогаш ти ги нарекуваме еднородни молекули. А пак од друга страна, ако се составени од различен број на елементи и поврзани на различен начин и во различен број, тогаш тие ги викаме разнородни молекули. Така, од тоа доаѓа до бесконечниот број на мноштво разни тела. Телата може да бидат прости ако се составени од еднородни молекули и може да бидат сложени ако се составени од различен број молекули. Својството на молекулите не е случаен и на телата, зашто тоа зависи од својството на поврзаноста на елементите од кои е составено. Например, да се запрашаме што е топлина, господе. Безтежинска материја која преминува од едно тело во друго? Не. Галилеј сметал дека
Сите тела се во постојано движење. За мене тоа е прво и основно својство на елементите и молекулите, нели? Но јас дојдов до заклучок и уште до тоа дека движење предизвикува топлината. Знаеме сите дека тркалата кога се движат, нивната оска се загрева. Телата, молекулите во телата се движат, се вртат во круг околу својата оска, се тријат меѓу себе и создават топлина. Господа, благодарејќи на тие сознанија, јас дојдов до интересна мисла, а тоа е дека при физички или хемиски дејства на елементите, без разлика на реакциите меѓу нив, масата останува иста. Ако успеам тоа да го докажам, а за да го докажам потребни ми се услови, конкретно потребна ми е лабораторија. Значи, ако успеам да ја докажам непроменливоста на масата, господа, тогаш според мене, тоа ќе биде основен закон на хемијата како наука. Се извинувам што ве прекинувам. За тие молекули веќе дискутиравме и заклучивме дека вашата идеја, Ломоносов, научно не е докажана. Констатиравме дека тоа е чиста абстракција и јас одбивам понатаму да ве слушам. Точно. Зашто вие, господине Ломоносов, не почнете да се занимавате со нешто посериозно? И покорисно. Господа, жал ми е за вас, зашто со вашата ограниченост вие не можете да ги разберете моите идеи. Вие, Ломоносов, шпекулирате со таа ваша хипотеза. Јас нема да дозволам да не доведете во заблуда. А што предлагате, господа? Да ги спроведуваме глупостите што вие ги проповедате. Вие сте тие што ги доведувате луѓето во заблуда. Сета оваа акција е усмерена да се запре руската наука. Не дозволувате таа да се развива. Не дозволувате студентите да слушат предавање на мајчин јазик. Не дозволувате да се отвори лабораторија. Не дозволувате да издаваме своји книги. Зошто? Затоа што сакате да ги задржите своите позиции. Господа, јас, Михаил Ломоносов, ви давам збор дека сам ќе изградам лабораторија, а со тоа ќе докажам дека вашите денови се одбројани. Овде ќе го поставиме оджекот за да го употребиме кој ќе работиме со штетни отровни материи. Овде ќе биде голема печка за топење метали, Така? а овде ќе биде приборот за физички мерење на металите. Благодарам, Мила. Повели Рихна. Благодарам, Михаил. Мене ме интересира каде ќе ги вршиме електричните мерења. Никаде. Тоа што го експериментираме во твојата мала лабораторија засега е доволно. Сепак, размисли добро. Огромна сила се крие во електричната енергија. Да. Ако успееме да ја покориме со неа, би можеле да правиме чуда. Но да ја покориме електричната енергија треба многу да знаеме. А ние се уште знаеме малку. Може би ли Савете во право? Многу работи започнав. Сите овие книги ги напишав. За слоевите на земјата, размислување за причините на топлото и ладното, зборови во полза на хемијата, руска граматика. Што сум јас? Научник, поет, сликар, географ, граматичар. Лабораторијата во Петроград ја изградивме. Успев да им помогнам на луѓето да ги топат металите, правиме легури. Тоа е цела индустрија. Изградив фабрики за стакло. Што понатом? Нов универзитет? Нова земја е потребен уште еден голем универзитет. Да. Да,
и тоа во Москва, треба да се школуваат уште многу млади талентирани луѓе. Дали ќе успеам во тоа? Што е, Лизбе? Добра вест, мил мој. Каква вест? Дотоку пристигна писмово. Михаил, Шведската академија на науките те избрала за почесен член и те прогласила за почесен доктор на науки. Во продолжението вела дека е тоа заради законот на дефинирање на непроменливоста на материјата и енергијата. Исто така и заради целокупната твоја научна мисла. Не си радосен? Би требало да сум радосен, зашто најпосле некој ги признава моите открити. Тажно е, Лизбен, што ме признава Шведска, а не нашите. До кога кај нас ке мислат дека сме ние помалку вредни од другите и до кога туѓето ќе го цениме, а своето нема да го признаваме.